Почитувани гледачи, добра вечер. Ново издание на емисијата Ваш термин, со вас сум јас како ваш домаќин Виолета Петровска-Пирич и денешната моја гостинка која е веќе со мене во студиото, со која што ќе разговараме за една интересна тема. Верувам дека сите оние кои што ќе не следат ќе се пронајдат барем со некој проблем кога станува збор за дегенеративните промени на рбетниот столб. Значи, еве, токму за тоа и денес ќе говориме, а тоа би опфатило, значи, спондилоза, спондилоартроза, дископатија, дискус хернија, главоболки, вртоглавици и така натаму. Се е тоа дел од овие проблеми кои што ги опфаќаат промените или дегенеративните промени на рбетниот столб. Одговор на денешна моја гостинка е доктор Симона Ристовска, која што е специјалист физијатар и ни доаѓа од ПЗУ, приватна здравствена установа, Превентива 99. Меѓутоа, пред да поздравам мојата денешна гостинка, би побарала од режија да го пуштат прилогот кој што е подготвен за еден од овие проблеми, а тоа е за дискус хернијата, па потоа ќе се вратиме во студиото. Дискус хернија најчесто се јавува на возраст помеѓу 30 и 50 години. Причината за ова е фактот што природниот процес на старење на рбетните дискови започнува уште во детството и раната младост, па затоа и не е чудно што болеста може да се јави и кај лица од 20 години. Од друга страна, по 50-та година дискусите губат значителна количина на вода, така што постои помала веројатност од истекување. Кога станува збор за лумбалниот или цервикалниот рбет, симптомите на дискус хернија се разликуваат од лице до лице. Кај лумбалниот се чувствуваат болка во долниот дел на грбот, вкочанетост или болка која се движи надолу на ногата, вкочанетост или болка во подколениците, болки во регијата на коленото, вкочанетост во нозете, проблеми со контрола на мокрењето, сексуална дисфункција, студени нозе и друго. А симптоми на дискус хернија на вратните пршлени се вкочанетост на рацете и прстите, болки во рацете, болки во грбот, слабост на мускулите во рацете, болни и ограничени движења на вратот, вкочанет врат, тинитус, главоболки, мигрена, проблеми со очите и видот, болка помеѓу плешките, замор, гадење и вртоглавица. Во случај на контакт со рбетниот мозок се јавуваат проблеми со целото тело. Дискусот помеѓу пршлените се состои од фиброзен прстен кој го обкружува желатинозното јадро кое содржи многу вода. Со текот на времето доаѓа до слабење на тој прстен и се јавуваат мали пукнатини, при што протекува желатинска содржина дискус хернија. И тоа води кон добро познатата состојба наречена ишијас. Во прилог на ова се и наследните фактори врз кои не можеме да влијаеме. Дискус хернијата може да биде предизвикана од прекумерена работа како и заради недоволно релаксирање на рбетот. Бидејќи тука нема крвни садови, дискусите се хранат по принцип на сунгер. Во исправена положба се зголемува притисокот во нив и се истиснуваат штетните материи, а позиции на одмор или седење под агол од 45 степени. Притисокот се намалува и хранливите материи навлегуваат во дисковите. Современиот начин на живење со себе носи премногу седење и стоење, недоволно релаксирање, што доведува до лоша хранење и побрзо распаѓање на дисковите. Тука многу придонесува и неправилното држење на телото, дебелината, пушењето и недостатокот на физичка активност, што предизвикува мускулите да слабеат, а со тоа и да се намали потребната потпора на рбетот. Дискус хернијата обично се лекува на конзервативен начин, со аналгетици, со релативно мирување, ставање на студени облози, физикална терапија. Дури по смирувањето на болката се применува кинезитерапија и хидротерапија, односно се препорачуваат вежби на суво и во вода. Лекувањето на дискус хернијата вообичаено трае од неколку недели до неколку месеци. Во случај на сериозни проблеми, дискус хернијата мора да се оперира. По хируршкиот третман, постои шанса остатокот од дискусот повторно да протече, а постои зголемен ризик за брза деградација на останатите дискови. Затоа овде важи сепак онаа старата поговорка: подобро да се спречи отколку да се лечи. Но во повеќето случаи компликациите може да се избегнат со правилно држење на рбетот и редовно вежбање.
Ете, почитувани гледачи, од овој прилог кој што беше подготвен токму за едно од заболувањата, односно за проблемите кои што ги предизвикуваат дегенеративните промени на работниот столб, можевте да се информирате накусо, меѓутоа тука со мене во студиото, како што напоменав, е доктор Симона Ристовска, која што е специјалист физијатар и ни доаѓа од приватната здравствена установа Превентива 99. Доктор Симона, добре дојде за прв пат во ваш термин и се надевам дека ќе имаме и убава емисија. Добро ве најдов, благодарам на поканата. Кажав и на почетокот дека ова е една тема која што претпоставам дека сите кои што ќе не следат, барем по еден ваков проблем горе-доле имаат. Што не мора да значи. Меѓутоа, навистина чест проблем. На почеток би сакала првим да ве прашам, бидејќи долго време го работите ова, навистина ли е толку чест проблем кај нашава популација? Па, тоа е на светско ниво, не само во Македонија. Од прилика, болка во крстот, така се нарекува lower back pain, околу 95% од светското население доживува во некој момент дали болка само во крстот, дали например болка во вратот или примерно болка на ишија се јавува према нога или према рака. Заради тоа точно и многу убав беше прилогот кај што објаснува дискус хернијата е едно од најчестите дегенеративни заболувања кое се јавува како прво, па потоа се случува една каскада на болести, например настанува дискус хернија или настанува дегенерација на дискусот, односно дискот ја губи таа своја еластичност, бидејќи дискот се состои од 85% вода, колаген и од кога ќе дехидрира, ние тоа можеме да го забележиме на магнетна резонанса како потемнување на самиот диск и потоа се губи таа еластичност, тие фиброзни прстени почињаат да пукаат и веќе настанува дискус хернија каде што истекува желатинозната маса во самиот канал, тој се нарекува спинален канал и стиска, прави компресија на некоја од структурите, претежно на коренот на нервот или на друго место, на медула спиналис. Ајде да кажеме сега што представува дегенеративното заболување на работниот столб. Значи можеме да го поделиме на два дела, нели? Така. Всушност може и на три дела, бидејќи самиот работен столб ние го делиме на толку делови, нели имаме цервикален дел, имаме торакален и лумбален дел. Цервикалниот дел, тука веќе имаме доста често дегенеративни болести, зашто? Бидејќи цервикалниот дел е еден од најподвижните делови. Тука имаме значи антефлексија, вратот иде напред, назад, нели во страни и ротации. Ротациите се случуваат во C1, C2, атлантоаксијалниот простор, таму е 50% од ротацијата и баш поради таа подвижност на тој сегмент тука имаме доста проблеми. Имаме проблеми со дискот, имаме проблеми со други два зглоба, значи умковертебралните зглобови, тие се двојни и тие се специфични за вратот и зигоапофизарните зглобови, меѓутоа каскадата настанува на тоа ниво што први ни иде дискусот, па поради таа нестабилност останатите зглобови вршат, страдаат и тука може да се да го ја дадат сликата колегите, кај што имаме првата слика. Така, може веќе да покажете режија сликата. Каде што тука е објаснето, најгорниот е нормален диск, гледате на втората веќе имаме дегенерација, намалување, тоа другото булдинг е значи таа протрузија ние што ја викаме, односно малку излегување на самиот диск во просторот и веќе другото имаме хернизација, односно истекување на самата маса. Тоа тининг диск, значи истечен диск, а ете ги дегенерација. Тие се остеофити. Остеофитите се тие шилци наредки, последните, каде што тие може да бидат предни и може да бидат задни. Предните не ни прават проблем, бидејќи не навлагаат директно во контакт, додека задните се тие што прават проблем и може да притискаат и најчесто притискаат на нервот и таа се јавува веќе една упорна болка каде што пациентите секојдневно. Сега како пациентот би можел да направи разлика е тоа што например дискус хернијата остра болка, претежно после дигање тешко нешто наеднаш, додека кај спондилозата тие се хронични, значи болки постепено со вкочанетост, што се јавуваат па понатаму, оди кон повеќе и може, еве например кај вратот пациентите не можат
се случува да немаат сила и во мускулите да подигнат нешто тешко, жените се жалат, нели тенџерето не можат да го однесат и ред други болки. А исто кај дискус хернијата е многу специфична сабајлешна болка, бидејќи самиот наш процес е таков, во текот на денот се дехидрира дискусите, а навечер се хидрираат, па пациентот сабајле има најголеми нели болки. Тоа е специфично за дискус хернијата. Така, значи има разлика. Да. Многу често се прашуваме зошто доаѓа до овие нели промени и проблеми на работниот столб, овие дегенеративни болести. Па кои се причините за еве некој можеби нема да ги добие, некој ќе ги добие порано, некој подоцна. Во прилогот се напоменуваше дека негде после 50-та година, тоа можеби било некогаш така, меѓутоа сега некако како за сите проблеми со здравјето, границите се поместуваат, па можно е да се јави и на па сега веќе сретнуваме и на 20, па и на 30 години, и 20 години, што нели ќе речеме практично деца, меѓутоа после 30-та година колагенот во нашето тело, што е составен дел, нели, што кажавме од дискусот, од самите фиброзни, се намалува и тој веќе не е толку еластично и тука се случува проблем, исто така начинот на живот многу ни влие. Седење во едно исто, статичко седење, например, се знае луѓе што работат на компјутер по 8 часа, без да стануваат на 45 минути, ние мора да станеме и да направиме, да речеме, 2 минути барем движење околу биро и исто така и да се има добро ергономско, нели, седење. Квалитетна столица со подпирање од 45 степени е многу, до 120 степени, кај што има подпирач на врат, има подпирач на, нели, на грбот, на рацете да се подпираат и тоа сето да го растеретува, и едно убаво подпирање на грбот, значи да не стои исправено, нели, 8 сата до работи, си има тие се ергономски советувања, исто така дигање. Пациент со 80 кила само при наведнување напред, значи без да подига тешко, оптеретувањето на работниот столб доаѓа некаде до 190 кила на ниво на L5-S1, што е стварно голем притисок. Ако дигне нешто, значи многу повеќе, ако дигнеме терето 20 кила, може многу повеќе, додека ако е правилно дигање преко, нели, чучнување, тогаш многу се порастеретува. Исто така пушењето, неактивноста, нели, слабата мускулатура, сето тоа допринесува. Сега има и генетски фактори, нели, секако што се присутни, меѓутоа повеќето фактори ние можеме да влијаеме и мислам дека на тие фактори треба повеќе да обратиме внимание. Така. Ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи, значи сите оние кои што не следат, може да се јават на нашите познати телефони доколку имаат некој ваков проблем. Се разбира околу она за што говориме, за оние дегенеративни промени на работниот столб, како спондилозата, дискус хернијата, дископатијата и така натаму, значи може слободно да не искомуницираат и да постават некое прашање до мојата денешна гостинка. Доктор Симона, кажавме за причините дека се, нели, побројни, значи поголем број на причини доведуваат до овие проблеми. Кажавме и дел од симптомите, кои што, нели, се дел од овие заболувања. Може ли некако околу симптомите да кажеме подетално што би било за спондилоза, некако малку уште еднаш да ги објасниме до нашите гледачи? Во зависност од локализацијата, нели, зависат, кога е на вратот, значи претежно може да има вкочанетост, спастицитет, тоа значи напнатост на мускулатурата, пациентите може да имаат вртоглавици, тоа претежно се случува од горните 3 оддели на пршлените, од C1 до C3, па некогаш се сретнува и на C4, C5, C6 до C7 знаат да дадат болки во рацете, трпне, значи по рацете, слабост, кажавме. Во многу редок случај, не, од што се јавуваат главоболките и вртоглавиците, од спондилозата или од дискус хернијата? Претежно се јавуваат повеќе од спондилозата, тоа е цервикоцефаличен синдром, односно не добива поради мускулниот спазам, не добива доволна циркулација и поради тоа се јавува проблем, значи кон крвотокот, и заради тоа се јавуваат тие значи главоболки што ги имаат, исто и вртоглавици, нестабилност поради истата таа причина. Мисля, че ни дека имаме и гледач, ајде да го слушнеме. Добро вечер, кој се јавува, поведете. Добро вечер. Добро вечер. Вака, имам проблем, еве подолго време, сега скоро правев на лубовниот рбет
имам и на вратниот рбет. На лубовниот рбет имам дегенеративна изложеност на L3, L5, прстенско тело и дископатија на L4, L5, L5S1 со дорзална редукција на дискалните простори формирани дистатоза. А на вратниот рбет, најдолното ќе го прочитам, дископатија на ниво 4, C4, C4, C5 со дорзална редукција на простори и формирана дозална осела. Идам 2 години на физикална, него немам подобрување, имам големи вртоглавици, трнење во нозе, трнење во раце. Колку години имате само? Молем? Колку години имате? Рамно 50 години. 50, добро. Да. Али пред 10 години имав помалку оштетувања, сега кога правев оваа година нови контроли на поише пршление проширено и физикални редовно правам на 6 месеци, али немам никакво подобрување. Дури сум во состојба почесто во легната положба да бидам, вртоглавици тешки, гушење на срцето и така. Значи сите овие симптоми што ги кажавте за вртоглавиците доаѓаат од проблемите со цервикалниот рбет, значи со вратот. Тоа што кажавте дека имате нели вртоглавици, тоа све е од вратот. Сега ако физикалната не ви дава резултати, нели класично електротерапија, магнетотерапија, што во принцип би требало да даде резултати и да ги намали нели симптомите или барем да ги одржи во она ниво како што се да не напредува. Секако треба да се зајакне мускулатурата, меѓутоа тука доаѓа во обзир, за тоа ве прашав колку години имате и терапијата што ќе ја споменеме, таа е декомпресиона терапија, односно терапија која е механичка терапија, која настанува извлекување на самиот рбет со тоа што дискот влегува внатре и не врши компресија, нели не врши стискање повеќе на нервите и доаѓа до ослободување. Значи, кај да се обратам за ова? Во нашата ординација имаме таа метода, значи се работи веќе нели со години ја работиме. Вака сега, бидејќи ние не смееме вака нели во емисија да ги кажуваме телефоните, утре ќе се јавите веќе во 9 часот, јас ќе ги оставам телефоните кај нашата секретарка на истиот број и таа ќе ви даде број, ќе се јавите и ќе се слушнете со доктор Симона. Може така? Благодарам. Ете така. Доктор Симона, кажавте за ова метода, подоцна ќе објасниме, меѓутоа ме интересира мене како се диагностицира. Значи диагнозата кога ќе почувствуваме симптоми, што првин треба да се направи? Првин, нели, обично порано знаеме рентген снимки и така натаму. Точно, тоа е најдобар значи старт, рентгенска снимка. Ако рентгенот веќе не покажува дека имаме нели некаков наод, што најчесто покажува бидејќи ние сме народ што иде многу брзо на лекар. Од кога ќе покаже, тука веќе лекарот нели ќе препрати дали треба на ортопед, дали треба на физијатар, значи кој во зависност од состојбата. Штом веќе нели ќе се направи рентген, ако не се гледа или ако треба уште до објаснување, тука можеме да направиме магнетна резонанса или компјутерска томографија. За самите дискуси подобро е магнетна резонанса. Компјутерска томографија подобро ја визуализира, значи ја прикажува коската. Сега тоа е во зависност и од ресурсите на здравството. Ајде да слушнеме кој се јава. Добро вечер. Ало, добро вечер. Добро вечер, повелете. Поздрав во студиото. Благодариме. Имам едно прашање до докторката. Да слушаме. Марот ме има 70 години. Са летово на рентген снимка утврдено му дека има спондилолистеза на ниво L5 и S1. Он сега има така како трнење во долж на ногата, значи грчеви добива во мускулатурата на истата нога, нормално болки во крстот. И ме интересира, сакам малку докторка да пообјасни за листезата, за спондилолистезата и како да се заштити тој. Спондилолистеза рековте, така? Други работи да се прават, само ме интересира постапката по која што треба да идеме. И благодарам. За спондилолистезата, така? Да, спондилолистеза на ниво L5 S1. Така, значи тоа значи нестабилност на самиот рбет поради некоја причина дошло како еден вид до разлабавување на самиот зглоб и тој зглоб сега не е фиксен. Сега спондилолистезата има градирање, односно таа се градира од 1, 2 до 2А се лекува нели конзервативно, без операција, веќе градус 2Б, значи се лекува со оперативен зафат.
Во случајот треба да се види колку е оштетувањето, тоа покрај што има нели спондилолистеза, сигурно има и некоја дископатија или дискус хернија и во зависност од тоа да се третира нели со дали во акутната фаза секако ќе се дадат медикаменти, потоа може да се обрати на физикална терапија за подобрување. Меѓутоа кај спондилолистезата тука една малку покомплексна работа, бидејќи имаме нестабилност на рбетот и таа нестабилност на самиот рбетен столб не се решава многу лесно. Значи треба пациентот да носи ортоза, помагало, значи појас, треба да се јакне мускулатурата и во принцип често рецидивира, односно знае повторно да се јавува. Нажалост. Да, се надевам дека е задоволна гледачката од одговорот. Кажавме дека диагностиката како се одвива. Од кога ќе се дознаат сите овие нели диагностички методи, резултатите од испитувањата, што потоа како се лекуваат овие дегенеративни заболувања, почнем и она што го прашуваат постојано нашите гледачи како да им се реши проблемот. Сега во зависност од состојбата. Так. Во акутна состојба секогаш се решава проблемот со медикаменти. Тие медикаменти во зависност од може да се даде значи нестероидни антиинфламаторни, ги знаат сите тие пациенти што се бруфени, парацетамол, значи голема група. Меѓутоа после тоа може да се дадат витаминска терапија, тоа е поддржувачка терапија, нели за хранење на нервот, може да се даде и миорелаксанти за опуштање на мускулатурата да биде поопуштена. Кога станува збор, ќе ве прекинам тука за витамините. Обично за овие проблеми кога станува збор за мускулатурата велат да е добро да се зема магнезиум. Магнезиум е за грчеви, значи магнезиум. Што се тие конкретно витамини што треба да ги Може земат? да се земе магнезиум, меѓутоа тој го спречува грчот, не е прва терапија, подобро е витамин Б. Значи сега Б. има Б витамини, тоа се комплексно мешани се, нели, ќе се дадат, има и повисоки концентрации, имаат пациентите често и сами си земаат Б комплекси, тоа не е грешка, тие витамини се за подхранување на нервот, додека магнезиумот може да помогне, меѓутоа тоа е повеќе за самиот, например, грч кога се јавува, меѓутоа не тој грч како што го спомна гледачката, бидејќи тој грч се јавува поради притисок на нервот и пациентот осеќа дека се нели имаат грчеви. Тоа е значи нема да помогне во овој случај магнезиум. Кажавме нели миорелаксанти за опуштање на мускулатурата и тука може добро да дојдат во некои случаи кај што има пациентите многу може и да се боцка епидурално, например да се даде блокада нели што е викаат директно во самиот рбетен столб за да се намали болките кај што имаме многу големи болки, тоа е кортикостероид, исто и кортикостероид може да се даде и орално, меѓутоа многу внимателно со кортикостероиди, со нестероидни антиинфламаторни, бидејќи тие имаат нус ефекти, например, односно со желудникот, па може да направат гастрити, може да направат нели чирови и многу често се злоупотребува. Докторот го дава, например, за недела или две, пациентот од болка го пие 2 месеци. Тоа значи апелираме да не се прави тоа. Така. Што кажавме дека првин се почнува еве нели со медикаменти. Знаеме дека секогаш тука вие како нели физијатри вклучувате терапии. Значи кога во кој стадиум кога е овој проблем или овие заболувања може да се лекува со физикална терапија, а кога веќе ќе премине нели некој како да кажам подоцнежен стадиум на дегенеративните заболувања, тогаш веќе може да се примени она за кое што му спомнавте на гледачот, кој го применувате кај вас? Да. Таа декомпресиона метода? Декомпресионата терапија може и многу побаво било да може да се примени во порана фаза за да не дојде до тој степен. Сега кога збориме за спондилоза, тука не можеме да речеме трајно решавање на проблемот, нели бидејќи таа се јавува. Зошто не се решава? Што се случува впрочем? Ајде за спондилозата еве да ве прашам, што какво за заболување е тоа? Тие остеофити што ги покажавме, нели, остеофитите, тие шилците, тие не можат нажалост да исчезнат. Со таа декомпресиона терапија може да се отвори просторот од 1 до 3 милиметри и потоа пациентот нема да има веќе таква болка бидејќи нема да стиска толку на нервот. Меѓутоа мора тука они да продолжат со физикална терапија, еднаш годишно барем да прават за нели да се продолжи, додека дискус хернијата тука веќе можеме за потрајно нели да збориме за потрајно решавање на проблемот бидејќи
кажавме таа е во по-така рана фаза кај некој не е во рана фаза и се отвара самиот простор, значи тоа е механичка терапија кај што се отвара рбетни, нели интервертебралното меѓу самите дискуси просторот од 1 до 3 милиметри се создава негативен притисок и се шмукува внатре дискот и тој нели си доаѓа во зависност од колку е оштетувањето, дали си доаѓа на место или се намалува степенот на Ајде ќе го екструзија. продолжиме да го објасниме. Ме гледач, добро вечер. Добро вечер. Повелете, ве слушаме. Ме интересира дали е штетна физикалната терапија за остеопорозата. За остеопороза? За остеопороза. И на колку време може да се прави терапијата, физикалната терапија? На колку месеци? Конкретно за остеопороза или за други проблеми? Општо. Општо, нели нема, мислам, се работи за дисфускернија плюс остеопороза. Така, со добро. висок степен. Добро, ви благодариме ете што се јавивте, останете со нас да не поздрав и проследите. пријатно. Поздрав. Значи, Дали има улога физикалната со остеопорозата може физикалната да помогне на остеопорозата, значи не може нема да наштети нормално. Добре. Сега тука за остеопороза со декомпресија, тука малку доаѓа проблем бидејќи кажавме механичка терапија, значи настанува извлекување на рбетниот столб и мора да се внимава. Имаме ние многу добар метод за докажување на степенот, количината нели на остеопороза, односно намалување на масата во коската и од која ќе се направи DEXA скен, нели докторот што ја изведува методата определува дали пациентот може или не може. А додека физикалната помага за остеопорозата, бидејќи магнетот создава нови коски, тоа го даваме и кај остеопороза, како може и како монотерапија, значи само како магнетотерапија, а може и да се даде и во комбинација со други терапии. Колку често, нели немаме правило колку често. Ако пациентот добие болки, можеме да направиме повторно. Меѓутоа кај нас се практикува, нели на 6 месеци пациентите доодат, така, ако обично докторот практично е така, на 6 месеци, 2 пати во годината. Ако докторот процени нели дека треба повеќе, порано, може и порано, значи не е тоа правило дека е штетно и нема. Може да не му помогнеме на пациентот, тоа е ткивото да се навикне на таа терапија и да не му помогнеме нормално, значи докторот сигурно нема да определи да ја прави таа терапија ако таа би била штетна за пациентот, бидејќи ќе ги види сите наоди претходни што пациентот ќе ги донесе. Значи пациентката може да биде спокојна да си прави физикална терапија, остеопорозата може само да има бенефит од тоа, меѓутоа за остеопорозата треба и кинезитерапија, односно вежбање за да се јакне коската. Така. Значи, еве, се надевам дека сте задоволни, нема штета, значи физикалната терапија за оној проблем кој што го имате, претпоставам, за дискус хернијата, може да го правите повеќе пати, меѓутоа сепак во консултација со вашиот доктор и вашите проблеми и болки кои што ги имате. Го објаснувавме токму ова, значи јас би сакала да ве прашам колку пак третмани треба да се направат, ајде поединечно да кажеме, значи поединечно за спондилозата, поединечно за дискусијата, колку терапии, колку дена треба да се прави физикална медицина за да има некој ефект или све зависи од проблемот? Во зависност од состојбата. Во принцип се оди со 10 дена, нели минимално. Може тука и да ги пуштиме и сликите за да видат пациентите нели како имавме. Може под број 2. Ајде. Од режија нека ги пуштат сликите па некако да се надоврзаме. Тука може, ова се всушност оваа втората слика е ова е дерматоми. Многу често пациентите ни се жалат дека имаат болка, ама мене ме боли ногата, вика не ме боли кичмата или ме боли раката, не ме боли вратот. А всушност овие се дерматомите и се јавува дека еве на ниво на L5 на пример болката се јавува напред на ногата или странично. На S7 се јавува позади во листот. На C6 на пример се јавува во болката во палецот. И C7, C8 во зависност нели двата предни прста или многу често трнења и сега на следната третата слика веќе ќе видиме нели како изгледаат самите физикални модалитети, ние нели што ги користиме. Следната фотографија режија. И тука е декомпресионата терапија. Тоа што се што настанува нели извлекување, нели механичка терапија и апсолутно безболна компјутерска до моментот нели безризична, бидејќи оди се компјутеризирано и под мониторинг нели на Значи се назначува колку треба. Значи се тоа што се случува во моментот, вие го наблюдувате преку компјутер? Се наблюдува, и на компјутер. Компјутерот во моментот
пресметува, дури при најмало движење, он ја прекинува, ја продолжува, значи немаме тоа да биде како старото, нели, влечење, са пациентот ако се помрдне би можело да има ризик. Овде нема ни од повеќе ни од помалку, да. значи тоа си е што све треба. пресметано, најнов, нели, најметода америчка, они се за тоа барем многу внимаваат, а на другата слика веќе можеме да ги видиме еве и другите модалитети. Што представуваат овие апарати? Овие апарати, горните, нели, е декомпресијата, ова е компјутер од лево, добро, што го изведува, а еве го начинот. Значи, гледате, масата може на сите начини да се нивелира, да се мрда во зависност на кое ниво е проблемот, дали е врат, дали е кичма. Торакален дел може, значи пациентот да лежи на грб, може на стомак, може и на страна. Доле десно имаме ултразвук, сигурно им е познат на пациентите, а лево имаме ласер. Ласерот многу го сакаме за обезболување, бидејќи многу брзо обезболува, додека многу е убав ултразвукот, представува една микромасажа на самите ткива, меѓутоа длабинска микромасажа. Она може да има ултразвукот и топлотно дејство, ако го дадеме по друг начин да го се загрее ткивото, и тоа што е многу убаво што он е склонен кон ткива што имаат на пример колаген, како лигаменти, баш точно иде онаму каде што ни треба и на таа длабочина можеме да го наместиме кај што треба. Меѓутоа ова се само дел, нели, од модалитетите, односно работите што ги користиме. Овдека имаме и електротерапии, разни видови електротерапии што се користат во зависност од состојбата, бидејќи во некои случаеви некои од тие модалитети не смее да се даде во зависност дали пациентот има висок притисок, дали има Паркинсон и ред други работи што ни представуваат контраиндикации, меѓутоа за тоа треба лекар, специјалист, нели, физијатар да работи со тоа и он ги знае индикациите и контраиндикациите на болеста. Кој смее, кој не смее. Да. И според она што и колку пати, нели, кажавме да ги прави. Според она што еден пациент има како проблем, така и вие го одредувате третманот. Значи нема некое правило, меѓутоа 10 дена горе-доле би требало значи сигурно после петиот третман веќе пациентот да осети, нели, подобрување. Што му осети подобрување се продолжува во зависност прегледи, контроли, нели, се прават, се следи како тече целата работа, дали е на пример кај спондилозни промени на вратот, пациентите имаат ограничување во движењата. Се гледа дека со на пример таа дистракција, со тоа отварање на тие простори, пациентот им сами дури се изненадени како се вртат, нели, повеќе на страна. И нормално сега да им кажеме на пациентите, они многу често се плашат и им се јавуваат првите 3 дена, нели, болки. Тоа е на пример од магнетотерапијата и они, нели, мислат дека е полошо, тоа е тој реактивен период што се случува во првите 3 дена, бидејќи тоа е метода кај што ние тераме организмот сам да се регенерира и заради тоа се јавува таа болка, нели, што пациентите ја добиваат, меѓутоа после 4-тиот ден, после 3-тиот ден веќе се следи доста подобрување на состојбата кај пациентите. Вака сега, уште пред да влеземе, нели, во емисија, така ние се разговаравме околу темава, па јас се прашав како може да се направи оваа декомпресиона метода, какво испитување треба да имаме, па да посочиме до нашите гледачи дека само со магнетна резонанса. Да, мора да има такво испитување за магнетна резонанса, и може и компјутерска томографија. Во некои случаеви ретко се случува и со, нели, рентген, меѓутоа јас не практикувам бидејќи не можеме точно да видиме што се случува внатре и докаде примерно дискот може да се случи кај цервикална и спондилоза и дискус хернија да има миелопатија. Тука веќе збориме за едно сериозно заболување кое значи оштетување на самиот рбетен мозок и на нервите внатре, имаме невролошки симптоми. Во тој случај ние мораме да внимаваме, затоа најубаво е пациентите да си дојдат, нели, со направена снимка со магнетна и после тоа може, значи, да се направи за да се процени точниот број на терапии. Има, нели, протоколи што може, меѓутоа не значи дека тој протокол ќе делува на тој пациент. Затоа најубаво е индивидуален пристап според мене спрема секој пациент да биде. Кога станува збор за оваа метода, има ли некои пациенти што можат, а некои што кои можат, а кои не можат, значи не можат пациенти ако имаат некој друг додатен проблем. Да, има кај цервикални проблеми со вратот, не ги работиме пациентите што имаат ревматоиден артрит. Бидејќи тука може да на тоа ниво да има проблем со лигаментот што, нели,
на ниво на C1, C2 и да биде контраиндицирано. Исто така и Шуерманова болест, значи тоа е болест на рбетниот столб, кај некои тешки кифози, нели што имаат природа, тие работи се контраиндицирани и тешки остеопорози, што и кажав на пациентката, значи ние не ги третираме или ако третираме би се одело со некоја многу минимална нели килажа колку да се направи ослободување, соодветно и нели послаб би бил резултатот, меѓутоа сепак треба нели да му се помогне на тој пациент, бидејќи ако не е индициран за операција, многу често се и повозрасни пациенти, кај што не ќе да идат на операција, многу од нив, а некои не ги ни примаат поради ред други болести, ние се обидуваме нели максимум да направиме за да го квалитетот на животот да биде продолжен на тие пациенти. Така. Ајде да кажеме нешто за ласерот како дел од нели сите оние третмани кои што ги вршите со физикалните терапии. Значи може да има повеќе видови на ласер. Имаме високоинтензивен ласер што се дава, тој е со голема, тоа е како неколку ласери од тие нискоинтензивните наеднаш и тој може да се дава како монотерапија, само како терапија со ласер, кај намалување на болка, за намалување на спастицитет, нели тој грчот, за кај отоци, исто така и обичниот ласер, нели кај истите работи, може кај невралгија, кај проблеми со нервите, кај лумбоишијалгија и дископати, значи имаме широка лепеза кај дисторзии, например превиткување, нели на зглобови што викаат, нели дистензии, стегање на лигаменти, значи сите тие работи може да се примени ласер, бидејќи ласерот не загрева. Може да го дадеме тој во порана фаза, например, додека дел од модалитетите можеме да ги дадеме во супакутна фаза, збориме за после втората недела од појавување на болката, додека ласерот можеме да го дадеме во рана фаза, бидејќи не загрева и не се плашиме дека ќе ни се појави оток, туку обратно, тој делува за ресорбција на оток, помага за колаген, исто така можеме да го дадеме кај заздравување на рани, за против појава на цикатрикси, тие нели белези, кај улкуси, некои чиреви што се јавуваат, кај пациенти например залежани, тие пациенти се јавуваат нели тие декубитални рани, можеме и таму да го дадеме и тој многу убаво нели помага за регенерација на ткивата. Масажите, тоа милените нели на пациентите, тие многу добро исто така мануелната масажа, имаме и мануелна масажа, има и апаратна масажа кој што може да се даде нели со апарат да се масира или рачна. Рачната масажа на сите има повеќе видови, има спортска, релаксациона, ние работиме нели медицинска масажа, она нормално дека го релаксира мускулот, прави хиперемија, загревање на телото, со тоа значи тие што се нели ткивата што создаваат воспаление доаѓаат, се ресорбираат и се ослободува, се олабавува нели телото. Меѓутоа тоа ипак е масажата нели е поповршинска. Кај спондилоза јас ја препорачам, додека кај дископатија не може да даде резултати. Зошто може нешто да се Па не знаеме кој степенот нели особено кај цервикалните, јас не го давам и не го препорачувам. А што може да се случи? Па ако се направи голема компресија, да дојде до дооштетување на самиот диск, сега може и манипулации, ако нели тој што изведува, треба внимателно да се прави. Да, не многу нели одат масажи, меѓутоа внимателно, особено кај дискус херни, кај спондилози може релаксира, делува нели позитивно. Што значи во пределот на дискусите многу да не се тоа значи да таму кај што е диагностицирано дека има дискус хернија, во тој дел нема да се делува. А ако пациентот се мисли дали има, првин ќе си отиде на лекар, нели ќе се направи снимка, па после тоа, да. Ултразвукот како дел? Ултразвукот, кажав, тој прави нели микромасажа, масажа на ткивата, што може да делува и до 17 сантиметри внатре. Ајде имаме гледач да го вклучиме, со оглед на тоа дека нема уште многу време. Добро вечер. Дали се слушаме? Добро вечер. Добро вечер, повелете. Сакам да питам докторката нешто. Се јавувам јас од Јосифово Валандовско. Така. Правевте доктор терапија 3 дена, ми се качи притискот многу и ми прекина терапијата. И во април месец пак правив, пак ми прекина и сега до среда, трета ден терапија правих, ми се качи притиско многу и не можех да правам, а ногата ма боле и рамината цели. Остеопороза имам на кичмата на снимката.
Значи, кога правите терапија, ви се покачува притисокот. Може да се На случи. парафин бех. Може да се случи, бидејќи некои од електротерапиите знаат да го качат притисокот. Во тој случај, она што смета дека го дал колегата, најверојатно нели е физијатар, он ќе си одреди дали ќе продужи или не ова трет пат веќе како се качува притисокот, така да апелирал првин да го стабилизира притисокот пациентката. Прва работа, бидејќи ние не ги земаме со многу висок притисок над 160, значи пациентот нема потреба, треба првин да се стабилизира, па потоа, а штом има веќе таков случај на притисок, треба да се види кои од процедурите се дадени и да не се прават тие, например ултразвукот и лазерот, нема да го качат притисокот, тоа е сигурно, додека другите процедури како електротерапија, дел и од електротерапија не качува притисок, така да тука веќе докторот треба да си определи, ако знае, може и нели да се даде и оваа механичка терапија, и таа не го качува притисокот, што ја спомнав, декомпресијата, тоа што не би го качило притисокот, значи да се направи мануелната масажа, ако се прави преку 1 ден или 3 дена исто, нема да го качи притисокот, така да тука лекарот треба да се определи што би можело, а пациентката до тој момент, значи нека прима некој од таблети нели за болка, за миорелаксација, витамини и колку може нели да се движи до болка, да не претерува со болка и штом се стабилизира, нека направи консултација уште една да ја каже докторот дали може или не може. Така. Ајде за магнетотерапијата нешто да кажеме. Че магнетотерапијата, кажав дека често знае да таа е многу во принцип убава, делува на самите ткива, дава болки во почетокот, меѓутоа тие болки се времени, тие болки поминуваат, бидејќи дискот нема крвни садови директно да се снабдува, тој се снабдува, вие рековте како сунгер, тоа е со помош на осмоза, нели? Во прилогот баш поради тоа убав е магнетот, бидејќи тие се магнетни полиња кои делуваат и прават хранење на дискусот. И тој многу добро помага кај таа хидратација на дискусот, значи повторно да навлезе течност натре во самиот диск, значи да се хидрира. Исто така и декомпресионата терапија особено нели помага и кај неа, бидејќи со тие движења, осцилации што ние ги правиме по време на извршувањето, нели пуштање, опуштање, кај интермитентна таа не прекината нели декомпресија, станува исто хидратација на дискусот, све зависи нели од степенот на дехидратација. Сега ако немаме нели воопшто хидрација, не можеме да очекуваме дека ќе се врати во таа нормала што бил. Бидејќи немаме уште многу време, кои би биле ризиците и компликациите ако пак навремено не се откријат овие проблеми и не почнат со лекување? Кажав, една од работите е миелопатијата. Миелопатија веќе индикација за операција, исто така пареза на нервите, односно често се случува пациентот најчесто со лумбална дископатија или дискус хернија да не може да оди на прсти на пети, тога збориме за пареза или парализа во зависност од степенот на оштетување на нервот и исто кога стана збор за уринарна инконтиненција, односно неможност за користење на урината. Во тој случај пациентот мора да се оперира и веќе нема нели компромис со терапија, бидејќи тоа е оперативно лекување и треба кон неврохирург или ортопед или травматолог да се обратат. Меѓутоа, во принцип има многу предупредување од страна на телото, нели болки за да стигне до тој степен. Ред има пациенти што имаат такви проблеми, што не реагираат на време, кај некоите нема и успех и прават некои терапии, меѓутоа се случува и веќе тоа се работи што не може да се помогне, неоперативно. Доктор Симона, вака како за крај, бидејќи секогаш кога говориме за сите здравствени проблеми, се велиме па постои ли некоја превенција за да не дојде до сето ова? Предпоставувам дека ќе кажете некои совети, можеби не за оние кои што веќе ги имаат проблемите, меѓутоа за оние кои што се помладите, што е најважно? Многу пати сме кажале дека треба нели да се занимаваме со спорт, треба да здраво да се храниме, како што кажавте и вие, да не се седи во седечка физичка активност, што е тоа што е најважно за да на некој начин ги спречиме барем да не се јават многу рано отколку физичката активност дефинитивно е нешто што треба пациентите, односно јаката мускулатура, таа може да трпи многу поголемо оптоварување и ги поштедува дискусите и општо сите структури на рбетот. Значи физичка активност, нормална телесна тежина, бидејќи кај пациентите што имаат нели зголемена телесна тежина,
трпи и Поголеми рбетниот се, столб, така. трпат и зглобовите, све и значи заседнатиот начин на живот, кажавме дека тоа е контра многу ни одмага и дури и кога се работи со терапии, ако нема мускулатура, резултатите исто ќе бидат многу помали и внимавање, значи ергономските заштитни мерки, како да се дига, како да се наведнува, при возење во кола, сите тие работи треба да се внимава, значи станување, нели што кажавме, од стол, сето тоа можат пациентите да го направат за себе и кога почнуваат со вежбање да не биде веднаш, нели, агресивно, постепено, значи постепено, бидејќи тогаш може да се се слушува предизвика и некој проблем. проблеми. Многу често после една недела од фитнес и тогаш настануваат проблемите. Доктор Симона, ти благодарам за денес. Некако сакавме повеќе работи во едно да опфатиме, меѓутоа секако соработката со приватната здравствена установа Превентива 99 останува, па во некое следно издание повторно ќе ве повикаме да поразговараме и за некоја друга тема. Еве спомна и гледачката остеопороза, па зошто да не и еве да кажеме нешто повеќе за тоа. Ви благодарам за денес. Ви благодарам јас. И ви посакувам успех во работата. Фала. Почитувани гледачи, тука ќе ве поздравам и јас за денес, за сите оние кои што не следат. Еве, кажав и претходно, ако сакаат да добијат број од нашата денешна гостинка, веќе утре од 9 часот ќе може да се јават во нашата телевизија до нашата секретарка. Ќе го има бројот од приватната здравствена установа Превентива и ќе може да го добијат и да се сретнат со доктор Симона. А јас до нашето следно видување, тоа е идниот понеделник во 17:10, ве оставам во убаво расположение, грижете се за своето здравје, имајте добро здравје.